Македонија ќе мора да ги смени учебниците, да го отвори уставот и да ги направи бугарите од Македонија заедница, а не малцинство, односно да станат државотворен народ. Ова стои во официјалниот текст на билатералниот протокол меѓу Македонија и Бугарија. Македонската влада го крие како државна тајна, ама затоа бугарските медиуми во целост го објавија билатералниот протокол, без кој нема почеток на преговорите со ЕУ. Бугарскиот портал Off News го објави текстот на протоколот кој е дел од извештајот на министерката за надворешни работи во заминување Теодора Генчовска, доставен до Собраниската комисија за надворешни работи. Како што пишува порталот, во извештајот јасно било наведено дека актуелната влада на Македонија е подготвена на отстапки, се додека е во состојба политички да се оправда пред своите гласачи. Во однос на јазикот, во протоколот е наведено дека Бугарија не прифаќа и нема да прифати експлицитно или имплицитно постоење на македонски јазик во етнички и историски контекст, како што е наведено во рамковниот став. Според протоколот, историската комисија мора да продолжи со состаноци, од тука да се пишуваат нови протоколи во кои е можно да се вметне постигнатиот договор за нови теми. Се инсистира и на отворање на досијата и на поранишните безбедносни служби, вклучително и измени на законодавството. Иако тројката Ковачевски, Маричик и Османи оркестрирано вела дека протоколот не е дел од преговарачката рамка, се покажа дека не ја говорат вистината. Напротив, без протоколот Бугарија нема да одобри почеток на преговорите. Улогата на записниците од состаноците на мешовитата меѓувладина комисија според член 12 е правно поврзан со спроведувањето на договорот од 2017 година. Согласно член 12 став 2 од договорот од 2017 година, заедничката меѓувладина комисија ќе одржува редовни состаноци еднаш годишно со цел да се разгледа ефективната имплементација на овој договор, да се усвојат мерки за подобрување на билатералната соработка, како и да се решат прашањата кои ќе произлезат при спроведувањето на договорот. Спред извештајот на Генчовска, најголем напредок бил направен од месец мај и тоа за исклучително краток временски период, ама во одбрана на бугарската позиција на билатерална и европска основа. Рамката за преговори предвидува дека Македонија ќе усвои акционен план за заштита на правата кои припаѓаат на малцинството или заедниците, а имплементацијата на овој акционен план ќе биде предмет на постојан надзор. Со ваквиот француски предлог и со оглед на тоа што јасно стои напишано во документите кои ги објавија бугарските медиуми, се раздвојува патеката на Албанија и Македонија на патот кон европските интеграции.